председател, почитувани колешки, колеги, пратеници, почитувана македонска јавност. Денес на пленарна седница е предлог на закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд со кредитна линија за предпазливост и ликвидност, секако со карактеристика на оваа влада, секој пат предлага во најголемиот дел закони по скратена постапка. Многу рано започнавме со честитување на нова година на граѓаните на Република Македонија со една исклучително скапа честитка од фантастични 530 милиони евра, и што е најинтересно за ова честитка, за овој вид на честитување, е дека честитката на крајот, мислам колегата Бојан Стојановски тоа го кажа, некаде утре кога ќе се разбудиме, сите ние ќе должиме дополнително 40.000 денари. Ликвидноста, бидејќи е дел од предлогот на закон, по дефиниција представува проток на средства од паричен во било каков друг облик, односно, ако Република Македонија, владата ја ставиме во една позиција на компанија, значи да има способност да ги подмирува своите секојдневни обврски. Меѓутоа, гледајќи ја сумата која што е наведена во предлогот на закон, излегува дека ВМРО ДПМН и коалицијата биле во право кога постојано зборуваа дека со оваков начин на трошење на финансиски средства неминовно се доведовме до ситуација да многу скоро бидеме комплетно неликвидни доколку не се земе оваа кредитна линија. Прв пат оваа алатка е користена во 2010 година, важи за членовите, земјите на Меѓународниот монетарен фонд, кои што по дефиниција треба да имаат здрави основи и политики и докажана практика во имплементацијата на тие политики. Меѓутоа, исто така денеска го чувме податокот дека сме заедно со Панама и Мароко, значи трета земја во светот, и сега останува на нас да заклучиме колку сме ние држава со здрави економски политики. На вчерашната седница на комисијата самиот министер кажа дека сега е време кога капиталот е скап. И фактички сите, најголемиот дел од државите бараат капитал, и ова мене лично ме подсетува на една реплика од филмот за Зона Замфирова, каде што парите се скапи и фактички оскудација. А тоа преведено на наш јазик значи дека на индексот на мизерија ние сме на високото второ место. А индексот на мизерија го сочинуваат две компоненти: стапката на инфлација и стапката на невработеност, кое што во услови на исклучително висока, највисока стапка на инфлација, а за тоа сме зборувале многу пати, за жал владата немаше слух да прифати ништо од тоа што беше предложено од наша страна, во услови на исклучително висока стапка на инфлација и во услови кога невработеноста се уште е многу висока, тогаш доаѓа до неминовно луѓето немаат доволно доход ниту за набавка на основните потреби, односно задоволување на потребите за животни намирници. Ние сме сега држава во која што млекото и млечните производи стануваат вистински луксус, а кошничката некаде сведена на 51.000 денари фактички е научна фантастика за најголемиот дел од нашите граѓани. Не слушнав тука да се спомне каматната стапка, а зборуваме дека капиталот е се поскап, значи некаде над 3,6-3,9%, плюс дополнителни оптоварувања од 2 до 3% во зависност од степенот на повлекување на средствата, што неминовно
ме подсетува на една ситуација кога високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз праќаа писма до институциите кои што доделуваат финансиски средства, само и само да ја отсрнат владата на предводена од ВМРО ДПМН и некој тоа се потруди да го заборави. Меѓутоа, добро е да се каже дека ние не го забораваме, дека тоа е тежок криминал, да се шиканира сопствената влада, легитимно избрана, и на крајот сехот го платија граѓаните со неколкократно повисока каматна стапка и тоа се одрази со на крајот десетици милиони евра. За честитката да биде комплетна кон сите граѓани на Република Македонија, без разлика дали се работи за македонци, дали се работи за албанци, турци, власи, мегаломанскиот буџет од 5,3 милиарди евра, за кој што ќе дискутираме, има време, меѓутоа е во контекстот на ова задолжување да се спомне, бидејќи од овие неколку оскудни странички што ги имаме добиено како дел од предлог на закон од страна на владата, стои дека голем дел од средствата ќе се користат за поддршка на буџетот на Република Македонија и во контекст на тоа мегаломанскиот, значи невиден до сега, незапаметен до сега, предлог на буџет од 5,3 милиарди евра, значи се добива една фрапантна бројка на задолжување од, заедно со ова последното, преку 8 милиарди евра, што е една навистина поразителна статистика, која што веќе, како што кажа и колегата Здравко, на прагот на една неликвидност, фактички не се знае кој и како ќе ги враќа овие средства, а фактички сето тоа се одразува врз грбот на нашите сограѓани. Исто така, втората компонента, која што е дефинирана, е во делот на предпазливост, и тоа, ве молам, како што е дефинирано, кредитната линија за предпазливост и ликвидност представува инструмент за владата да обезбеди ефективна заштита од криза во моменти кога и покрај тоа што имаме наводно воспоставени здрави економски политики и односи и докажана практика за имплементација на тие политики, истите се соочуваат со ризици. И ја поставувам прашање, кои други ризици може кога ние ги имаме сите возможни и невозможни кризи? Здравствена криза, енергетска криза, топлинска криза, финансиска криза и да не редиме земјоделска криза. Кои се тие, не дај Боже, уште да ни се случи едно цунами или не дај Боже некој земјотрес да ја погоди оваа држава. Значи, на крајот ќе завршам со ова индекс на мизерија, со овој табеларен преглед. Би сакал сите да го видиме, најверојатно сите го имаме погледнато. Ние сите граѓани на Република Македонија се чувствуваме мизерно благодарение на секојдневните, во наводници, успешни политики на владата. Ви благодарам.